Вие сте со Латана за свадби, нашиот серијал за вашиот посебен ден. Сакаме директно одовде, од ова ново зборно место за свадби, да ви понудиме интересни совети, креации и идеи како да направите свадба од со ништата. За каква венчаница да се одлучите? Каков стајлинг ќе одберете? Што ќе правите со шминката? Како да добиете професионална, единствена и уникатна фотосесија? Дали ќе биде свадба со или без обичаи? Ќе повикате диџеј или бенд? Многу дилеми, многу прашања на кои што одговори ќе ви дадат врвните професионалци, пријатели на Латана. А освен тоа, секако дека ќе споделиме и по некоја интересна случка од свадбите. Во првото издание на нашиот серијал Латана за свадби ни гостува маестро Зоран Џорлев, кој што во својата кариера бил гостин на многу свадбени свечености, а меѓу другото и на свадбени свечености кои што се одржале во Латана за свадби. За изборот околу музиката во денешното прво издание на серијалот Латана за свадби разговараме со маестро Зоран Џорлев. Господине Џорлев, добар ден и добре дојдовте. Уште подобро ве најдов, браво за идејата, за сите оние млади кои што се спремаат да стапат во брачните води, ќе им помогнете многу. Честито за идејата. Вие сте биле дел од многу свадбени свечености. Сигурно имало и многу интересни случаи кои што ги паметите и кои што ќе останат врежани во вашата меморија, но она најважното, што најповеќе бараат младите кога станува збор за музиката? Добра забава. Значи тоа е најбитниот сегмент, да има убава журка, како викаме. Иако секоја свадба си е специфика по себе, некој си бара тоа, меѓутоа во она глобално, ако го гледаме во целосно, целата свадба да има убава забава, убава журка од почеток до крај. Кога паѓа изборот на музиката, дали почесто бараат тоа да биде народна или пак забавна? Пак е тоа вкус, во секој случај, меѓутоа мојата препорака е да има од се по нешто, И кога веќе се договараме, кога навистина претежно грото сите знаат што сакаат, И да има и народно и забавно и така натаму. Маестро Џорлев, како вие се одлучивте кој ќе свири на вашата свадбена свеченост? Тогаш знаев дека Кода ќе ми свири, бидејќи Менду Дер Мече, кој што и голги години беше и дел од моите емисии, оној Тарабукашот, бубњарот, број 1, барем за мене. Реков Мече, ти со твојата екипа со Кода свириш, они ми свиреа на свадбата. Меѓутоа во еден момент, ако ми верувате, кога се свртев, не знав кој се беа, бидејќи имав многу колеги на свадбата. На Камник имаме фантастичен поглед на Скопје и уживаме во одличното друштво на маестро Зоран Џорлев, кој следно сакам да го прашам за промената на музичките вкусови низ времето. Во однос пак на музичките трендови, дали како се менуваат генерациите, се менува и списокот на музички желби кои што сакаат да ги чујат? Па да, има разлика, тоа нормално, се пратат тие трендови што се случува на музичката, сцена и сакаат, младите да имаат дел од тој шлак. Меѓутоа ме радува фактот дека традицијата сепак се задржува и она традиционалното е неизбежно и многу сум среќен кога тоа ќе го побараат и го бараат. Јас додуше свирам на такви свадби, а не свирам на свадби каде што се бара оној новиот тренд турбо фолк, не знам зошто, сепак сум се јас за она класика со вашата виолина. Токму така. Колку ја сакаат виолината на свадбите како инструментал? Малку во почетокот ми беше многу тешко да се привикнеме, бидејќи кларинетот беше многу популарен. Младите само треба да слушат и да учат, затоа што виолината има своја специфика. Джабе не ја викаат царица на инструментите и треба да и се даде оној посебниот шмек, за да стигне до публиката. Дали е тоа стејдж некој на концерт, свадбата е за мене исто така еден голем стејдж.
како музичар амбиентот ве инспирира во однос на тоа како ќе прозвучите пред присутните? Амбиентот е, може да кажам, нели музиката може да биде супер, меѓутоа амбиентот ако не е оној што треба да биде, значи зборуваме имаме два вида амбиент. Амбиент кај што се прави нели свадбата и амбиентот кој што го прават самите гости. Меѓутоа оној амбиент кај што се прави свадбата е многу битен сегмент. Какви беа вашите први впечатоци кога за прв пат стапнавте во Латана за свадби? Реков вау. Убаво едно исто уште едно убаво место каде што ете ќе се прават убави свадби, нели во секој смисол убави. Значи не дека сме тука сега да го фалиме место, меѓутоа навистина прво просторот, кој ќе видиш дека просторот нема столбови, сите се тука, сите гостити се на видик. Значи има она како реков за играње место, да не се туркаш, буткаш, акустиката е навистина убав. Многу е битно нели озвучењето какво ќе биде, меѓутоа и акустички како е нели сето тоа направено. Малку е одвоено од градот, така да и на високо е. Посебно вечерните свадби се навистина прекрасни тука, онако се работат. Така да сите позитивни може епитетите ги дадам. За да и храната е навистина убава. Кога сме веќе кај препораките, што е тоа што маестро Зоран Џурлев би им препорачал на идните младенци, правејќи го секако планот за својот совршен ден? Моја препорака е, секој пат им викам, напишете си ги омилените песни. Што би сакале да чуете и нормално што не би сакале да чуете на свадбата. Тоа е многу битен сегмент. Затоа што често пати ми се случувало да леле оваа песна не ја испеавме. Затоа што ама мислев ќе ја испееме. Не, има и илјадници песни, посебно дали од македонските народни или не знам, или од забавниот дел и така натаму. Така да убаво е да си кажат што сакаат и нормално што не сакаат да чујат на свадбата. Тоа беа препораките од маестро Зоран Џурлев. А на вас преостанува да дојдете да го посетите ресторанот Латана за свадби и повеќе нема да имате дилеми околу тоа каде треба да се случува вашата свадба од соништата.